Почитувани граѓани, СДСМ е против воведување на задолжително издавање на задолжница. Таа за нас представува директен упад на власта во слободата на договарање и пазарот. Од 1 јануари задолжницата е задолжителна за договори помеѓу фирмите поголеми од 300.000 денари, но законот важи само за фирмите. Оправдувањето на власта на Груевски е да се подигне нивото на наплата. Но проблемот е што во земјава најголем должник е државата, а ова решение не важи за државата. Значи, ако државата ви должи пари, таа може да ви доцни колку што сака. Но ако вам ви е стигнат договор за наплата, тогаш вие мора да најдете пари за да не завршите со парична казна или со казна затвор до 3 години. Ако власта верува дека потпишувањето на задолжницата е решение за ефикасна наплата, тогаш нека ја вклучи и државата. Па и министрите во владата нека се соочат со парична казна или со казна затвор до 3 години, доколку во моментот на доставување на задолжницата немаат покритие. Ние сакаме на јавноста да ја предочиме 3 важни работи, што може да произлезат од ова решение на власта. Прво, во сегашните услови, кога државата е најголем должник, власта може многу лесно преку ненавремено плаќање да заглави определени предпријатија. Во моментот на достасување на задолжницата, фирмите токму поради ова да немаат покритие. Во законот нема механизам што би го спречил ова. Второ, задолжницата ќе представува нова скриена давачка за стопанството. За неа фирмите ќе плаќаат по 3.000 денари. Ако се земе предвид дека секое предпријатие има повеќе договори, тоа значи дополнително финансиско оптоварување за фирмите. Ова посебно ќе го зголеми товарот за малите и средни предпријатија, што едва ја обстојуваат. Трето, поставувањето на долна граница од 300.000 денари за задолжително потпишување задолжница ќе доведе до настојување на предпријатијата да ги цепкаат договорите на суми помали од 300.000 денари. Ова само покажува колку е нелогичен овој механизам. На овој начин не само што нема да се подобри ликвидноста во економијата, туку и дополнително ја зголемува зависноста на фирмите од државата, што е недозволиво во една пазарна економија.